Двојно убиство во скопската населба Козле. Двете убиени лица се турски државјани, а според полицијата се работи за мајка и син, кои биле усмртени откако во нив било пукано во пределот на главата. Убиените биле гости и престојувале во куќа во приватна собственост. Полицијата превземе мерки за пронаоѓање на сторителот и целосно расчистување на случајот. Убиство се случи и во Кумановското диво населје. 71-годишниот Рахим Р е лицето што претпладнево беше убиено, а со тешки повреди се здобил неговиот 30-годишен син Аднан, откако во нив пукал нивниот зет кој по нападот избегал со автомобил БМВ. Причина за убиството биле семејни недоразбирања. Наместо 4, максимум 2 години ќе биде мандатот на Комисијата за верификација на факти, сметајќи од 1 септември годинава, кога почнуваат да важат најновите законски измени со кои илустрацијата престанува и нови предмети нема да се процесуираат. Ова е заклучокот од денешната седница на Собраниската комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, на кои беа разгледани единствените 3 амандмани поднесени од претеничката Роза Топузовска-Каревска. Министерството за внатрешни работи го поздравува најновиот извештај на Стейт Департментот посветен на трговијата со луѓе, во кој Република Македонија 5 пат е рангирана во групата земји кои ги исполнуваат стандардите за справување со оваа појава. Фактот дека Македонија остана лидер во регионот за нас како министерство, но и за Националната комисија за борба против трговијата со луѓе, во која партиципираме, значи обврска за сериозна анализа на извештајот и постапување по препораките, стои во соопштението од МВР. Сите наши соседи, како и останатите земји во регионот, се посочува во соопштението, се рангирани во групата Tier 2, односно земји кои не ги исполнуваат целосно стандардите, додека Бугарија е сместена во рамките на посебна листа од оваа група. Цената на нафтата на светските берзи се спушти денеска на најниско ниво за последните 6 месеци, откако падот на кинеските акции ги зголеми сомнежите во изгледите за побарувачка за сурова нафта од Кина, водечкиот светски потрошувач на енергија. Цената за 1 барел нафта во Лондон падна за 78 центи, а накратко се спушти и на $52,28, што е најниско ниво од почетокот на февруари. Цената на американскиот пазар беше во минус 36 центи и изнесуваше $47,03 за 1 барел нафта. Кинескиот берзански индекс загуби во последните 2 дена 10% од вредноста. Аналитичарите истакнуваат дека покрај кинескиот економски раст кој настојува да се одржи на 7%, побарувачката за сурова нафта од Кина можеби нема да биде доволно да ја намали преголемата глобална понуда. Турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган денеска објави крај на мировниот процес со курдите, додавајќи дека е невозможно негово продолжување во услови кога милитантите ги поткопуваат националното единство и интегритетот на Турција.